Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, која што е 383-та поред и чија прва емисија се емитуваше на 4 октомври 1998 година. Како што веќе знаете, Македонско издание се емитува секоја втора сабота во 12:30 часот на Роджерс телевизија на каналите 10, 63 и во High Definition 510, а јас сум Победа Пискачева, продуцентот, уредникот, водителот и монтажерот на оваа ваша омилена емисија. Тоа е, впрочем, што ми го велите многумина од вас кога ќе ме сретнете, за што многу ви благодарам. И за оваа емисија подготвивме прилози со кои се надеваме ќе го задржиме вашето внимание во наредните 30 минути во ова саботно попладне. Како што веќе знаете, почитувани гледачи, Денот на независноста на Република Македонија беше прославен од македонците низ целиот свет со пригодни свечености. Пред 25 години, на 8 септември 1991 година, нашата земја за прв пат се здоби со независност, остварувајќи го со тоа сонот на нашите претходни генерации. Во продолжение да проследиме дел од документарецот посветен на историските настани кои предходеа пред 8 септември 1991 година. Временската елипса има вселенска траекторија. Колку повеќе помниме, толку повеќе сме народ. Колку повеќе имаме чувство дека сме народ, толку повеќе имаме држава. Колку повеќе имаме чувство за државност, толку повеќе имаме шанси да не има и во новиот милениум. Маркацијата на македонската самопотврда се протега меѓу посланицата на апостол Павле до коринтијаните и размислата за Македонија. Однатре страв, однадвор борба за неа. Како и до последните сајбер генерации македонци, кои заминувајќи на гурбет во светот, габаритни со ум и сознаење, го носат интелектуалниот шип на својот народ како предупредување и Божја прокоба дека не смеат да заборават кои се и што се. Само така македонците се потврдувале пред себе и пред светот секогаш кога се крикало и се борело за Македонија. Сместена меѓу метафорите и артефактите, Македонија е редок пример за упоритост, како еден народ се бори и ја освојува својата слобода. Квадратурата на големата флоскула, збрана во малиот збор, именуван како слобода, во себе содржи трагично несватени идеи за генетскиот артефакт, именуван со името Македонија. Тоа е само дел од цената што при тоа се плаќа пред великоста и стравопочита кога цел народ ќе се најде пред загрозата на сопствената слобода. Катарзата што при тоа како небесен дар им доаѓа на гордите народи е равносилна на милениумскиот труд да се биде свој и да се биде слободен народ. Еден таков пример во квадратурата на македонскиот круг е референдумското за самостојна и суверена Македонија од 8 септември 1991 година. Во експлозијата од референдумскиот резултат, изразен во статистичка бројка, со изворедно висок процент, уште посилно е чувството што слободата секогаш повторно мора да се освои. Живите асоциации за Аснов и за Илинден, како и за Кресна и за Разловци, само ги потврдуваа и ги облагородуваа чувствата на македонците и националностите во Македонија, дека и ние имаме право да бидеме своји. Приемот во Обединетите нации, првата експертска влада, Уставот, беа силен заграб
да ја побараме својата шанса во светското семејство на народите. Се што се случуваше потоа влезе во колективната меморија на македонскиот народ. На 20 ноември таа историска година во Собранискиот дом свечено беше прогласен Уставот на Македонија. За прв председател беше избран Киро Глигоров. За председател на експертската влада Никола Клюсев. За председател на Собранискиот дом Стојан Андов. Беа донесени првите законски акти во парламентарниот дом. Македонија беше самостојна и суверена држава. По кој знае кој пат македонците мораа да се докажуваат пред светот и пред себе си. Историската шанса што ја имавме пред себе не смееше да се испушти. И сега, како и тогаш, Македонија го бара својот пат. Искушенијата и сенките на времињата зад нас предупредуваат и обрзуваат. Во квадратурата на македонскиот круг се внесени и живописот на Свети Атанасий во Решов, убавината на Охрид и на земјата македонска, но пред се во истата таа квадратура е внесена многовековната македонска заложба да се опстои и да се зачува земјата. Токму затоа, колку повеќе учиме на сопствените грешки, толку повеќе ќе сме честни пред себе и пред другите. Колку повеќе имаме држава, толку повеќе ќе сме народ. Колку повеќе ќе сме народ, толку повеќе ќе помниме за себе. Септември има вселенска траекторија во временската елипса на квадратурата на македонскиот народ. По повод одбележувањето на 25-та годишнина од независноста на Република Македонија, Генералниот конзулат на Република Македонија во Торонто организира гала банкет во црквата Свети Климент Охридски во сабота на 24 септември годинава со почеток во 7 часот навечер. Не пропуштајте ја можноста да бидете дел од овој свечен чин и со своето присуство збогатите ја уште повеќе оваа свеченост. Картите за вечерата чинат $50 и можат да се набават само пред време во црквата Свети Климент Охридски. На приемот, на влезот, нема да се продаваат карти, порачуваат организаторите. Повелете сите е пораката од генералниот конзул на Република Македонија во Торонто, Јовица Палашевски. А сега, во продолжение, почитувани гледачи, да проследиме една музичка номера. Македонска, поздравјавам те. Земјо Македонска, поздравјавам те. Земјо Македонска, земјо турско-робска Македонијо, уважавам те. Земјо Македонска, земјо турско-робска Македонијо, уважавам те. Уважавам твоите Македонијо, гори високи. Уважавам твоите Македонијо, гори високи. Горите високи.
plaši Makedonijo na ovoj beli svet. Ništo ne te plaši Makedonijo na ovoj beli svet. Koji dušmanke leze, čim neke izleze Makedonijo, ti ostavaš broj. Koji dušmanke leze, čim neke izleze Makedonijo, ti ostavaš broj. А сега да проследиме дел од документарецот Моја Македонија. На еден дел од Балканот, секогаш облејана со светлина, се наоѓа мојата земја, мојата Македонија. На само 25.000 квадратни километри ќе сретнете толку различни нешта, толку убаво сплотени воедно. Ќе сретнете планини нашарани со снег и езера, со над 90 врвови повисоки од 1000 метри, како го параат небото и му пркосат на Бога. Од кораб, Осогово, Шарпланина. Ќе сретнете полиња како вријат под жешкото сонце, од навек до ден денешен. И подарила природата на Македонија 3 езера: Преспанско, Дојранско и најстарото Охридско. За да почне животот во неа, да почне и да не престане. И започнал животот многу одамна. Твореле луѓето и изградиле градови за кои денес не знаеш кој од кој е поубав, кој од кој е повреден. Македонија е библиска земја. Во неа апостол Павле го направил своето прво патување надвор од Азија. Манастирите и црквите го одржале духот на Македонија низ вековите под робство. Македонија денес е 181-виот член на Обединетите нации. Држава во која на слободни и демократски избори на секои 4 години се избираат 120 члена во Македонското собрание. Главен град е Скопје со над 600.000 жители, место каде се мешаат европската култура со ориентот, град на булевари, нови трговски и културни центри. Символи на градот се камениот мост, тврдината Кале, црквата Свети Спас и археолошкиот локалитет Скупи. Тука ќе го откриете и мирисот на ориентот во старата скопска чаршија, Куршумлијан и Мустафа Пашината џамија. Во Македонија денес можете да влезете од сите 4 страни на светот и преку двата аеродрома, Охридскиот и Скопскиот. Најважна е магистралата Север-Југ, што ги поврзува Средна Европа со југот на Балканот. Во Македонија се раѓаат највкусните пиперки и најцрвените домати на светот. Се прави единственото биено сирење и одличниот галички кашкавал.
Силното сонце и природниот начин на одледување им го дава единствениот вкус на земјоделските плодови. Во Македонија има 3 национални паркови недопрени од човековата рака. Единствено во неа расте молика, тулипа, рамондија. Живеат повеќе ретки видови: белоглавиот орел, мечката, волкот. И во денешнава емисија имаме неколку информации. За сите прослави и одбележувања користите ги банкет-салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом, кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читате македонски вести, сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. Ако ги сакате своите најблиски, купете за себе животно осигурување, за да ги заштитите од непланирани трошоци. Како независен брокер за животни осигурувања, сега можам да ви понудам заштита за вашето семејство, дури и ако имате некоја од болестите заради кои други осигурителни компании нема да ве осигураат. За сите врсти на животно осигурување, перманентно или привремено, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се кај мене на 647-977-0233. Јас ќе ви помогнам да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. Следуваат и неколку други информации. You may have heard that one of our most prominent Macedonians died on May 2nd, 2016. Alex Gigerov, lawyer, psychiatrist, artist, author, actor, was Macedonian to his core and promoted Macedonianism everywhere he went, including in Yarmouth, Nova Scotia, where he lived for over 40 years. He had a prominent role in the production of Oro Makedonsko in 1984 and Oro Makedonsko Our Canada in Ottawa in 1993. He painted the murals in the lobby of Canadian Macedonian Place and the series of paintings in the former Macedonian wing of Leisure World, and wrote several books, the most popular, Baba's Macedonian Socks. The Canadian Macedonian Historical Society, with the assistance of Canadian Macedonian Place, is arranging a celebration of life for Alex tomorrow, Sunday, September 18th, 2016, at 2 p.m. at the George Ignatieff Theatre, Trinity College, University of Toronto, behind Varsity Stadium. This year, Macedonian Film Festival in Toronto will present the film The Third Half, which is a Macedonian Czech-Serbian film that deals with Macedonian football during World War II and the deportation of Jews from Macedonia. It is a story of love during wartime and a country's passion for soccer. The film was inspired by the true story of the FC Macedonia football team. The third half depicts the history of 7,148 Macedonian Jews who were deported to the gas chambers of Treblinka by the Bulgarian administrative and military authorities who were cooperating with the Nazi regime at that time. In 1941, a young Eastern Orthodox man, Costa, and a wealthy young Jewish woman, Rebecca, fall in love despite her father's effort to keep them apart.
With the war raging around their borders, the Macedonians remain cocooned in their world of patriotic pleasures, primarily concerned about getting the beleaguered Macedonian football club on a winning streak. Their manager hires the legendary German Jewish coach Rudolf Spitz to turn them into champions. But when the Nazi occupation begins and they start deporting Jews, Costa and his teammates realize that the carefree days of their youth are over. The film was directed by Darko Mitrevski and supported by the Macedonian Film Fund, the Holocaust Fund of the Jews from Macedonia, the Jewish Community of Macedonia, and the Czech State Fund. It was declared a film of a national interest by the Macedonian government. The film was shot in Skopje, Bitola, and Ohrid and was released in 2012. It was selected as the Macedonian entry for the Best Foreign Language Oscar at the 85th Academy Awards, but it did not make the final cut for nomination. The main characters in the film are played by Saško Kocev, Katarina Ivanovska, Rade Šerbedžija, and Richard Samuel. Where are we going anyway? To find someone. Who do you expect to find after 70 years? My father. Nemci napreduju u Francuskoj. Your great granny was the most beautiful girl in town. Футболер, ono što šutira, da golovi. Costa zvani Grofanšan te. Rebeka, koja me sta sintiendo? Rebeka? Kako se vika ovaj tim? Makedonija. A to je sveto ime, be mame to vaše! Potrudite se da ne ga obrukate. Bije loš glas, deka uvek gubite. Uskoro će dobijeme profesionalen trener. Rudolf Spitz, bivš pruski napadač. A wie im Tango. Rechtes Bein, linkes Bein. Crkrat me zbori da kad tajno se gledaš, so to je gangster. Elec futbolista, papa. Kada колодрика, на бола Сунидо. Еврејска менора за късмет на клуб кој што играе на Националната лига. Поздрав към знамената. U izbrka špica, mrša pogana. Македонският етнически хаос ще бъде отстранен от нашите нови граници. Огън! Хубавите парижанки да са чулто оваа сезона. Кажи на ќерка ми, она моето не успеа. Мој свет се распаѓа. Сега вам веретот. Alle werden gegen euch sein. Ein starkes Team, Schiedsrichter, Vertreter der Regierung und der Behörden. Aus dem ganzen Fußball ist plötzlich viel mehr geworden als nur ein Spiel. Ве информираме дека Македонскиот филмски фестивал 11-ти поред ќе се одржи на 22 и 23 октомври годинава во Carlton Cinema во Торонто. Почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија. До нашата следна програма, која што ќе се емитува на 1 октомври оваа година, ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Dee
da 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 di da 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 da